комити да ми влезат натре у кабина. И фудбалерите, војводите и комитите беа. И им вика, вие ќе помагате, а вие ќе играте за сите нас. Нов момент во емотивната фудбалска приказна на Вардар беше дербито против Гостивар и целокупниот амбиент кога навивачката група комити навистина исполни речиси половина од едната трибина на стадионот Борис Трајковски и каде што на најдобар можен начин покажа дека во овие, би рекол, судбоносни моменти на фудбалскиот клуб, кога на некој начин се решава неговата иднина од аспект на резултатски дел и пласен во првата лига, така и од аспект на дефинитивно трајно, би рекол, и решение на финансиската криза и воспоставување на нов управувачки естаблишмент, да не речем ново раководство на Вардар, кое би во наредниот период би настојувало да го врати клубот на старите патики. Самиот амбиент беше крунисен со легендарниот Андон Дончевски, кој од Австралија дојде во Македонија, според негови зборови низ нашиот меѓусебен разговор, исклучиво за Вардар, за љубов кон Вардар, да ја пренесе неговата порака на овој македонски народ, на овие луѓе кои на некој начин управуваат или раководат со државата, на луѓето кои раководат и управуваат со Вардар, секако да се види со старите пријатели, спортските новинари, фудбалерите, неговите роднини и други пријатели кои се вои околу Вардар. Целиот тој амбиент, целата таа слика од стадионот Борис Трајковски на првот против Гостива ги изфрли комитите во преден план како една мртва стража во овој момент за Вардар, која е во првите борбени редови, која стои како жив штит пред евентуалниот непријател. Тоа е по дефолт дефиницијата за мртва стража, односно со отворен гард кон пријателите кои сакат во оваа прилика да му помогнат на Вардар. Сакале да признаеме, сакале да кажеме или не, очигледно е дека навивачката група комити, нивната организација, нивната бројченост, нивното членство во овој момент се клучен играч за решавање на ситуацијата во Вардар, и тие се мртвата стража која стои, која го чува Вардар, неговото достоинство, богатство и историја, и која според мое лично мнение ќе има решавачка улога во идните чекори кои следуваат во наредните денови, да не речем до крајот на месецот. Великденскиот подарок од навивачката група комити за фудбалерите на Вардар, за црвено-црните рицари, за тие млади момчиња, за таа Вардарова младост која едноставно гине за боите на клубот во оваа немаштија, во овие, би рекол, дури сурови услови за играње фудбал во второлигашката конкуренција, само по себе покажува дека комитите најбрзо реагираат. Тие се организацијата која имаат и прават конкретни чекори, која успеа на некој начин да ги собере тие финансиски средства и да ги регулира, да ги канализира и истите да стигнат и да бидат своевидна помош од чиста љубов кон играчите, кон фудбалерите кои даваат се од себе да
да успеат на овој трнлив пат да стигнат до крајната цел, Вардар да се врати во првата лига. Во таа смисла пораката која очигледна со ова присуство, со сето ова што го видовме на стадионот Борис Трајковски против Гостивар и нивните најави во пресрет на саботното неделното гостување во Охрид, каде комитет исто така се веќе на готов си ги прават сите нужни подготовки за трансфер до Охрид и за поддршка на фудбалерите на овој решавачки надпревар, покажува дека тука нема играчка, дека во овие моменти кога и во моите претходни емисии реков, има светло во тунелот на ФК Вардар, потенцијалните заинтересирани, би рекол, инвеститори, спонзори, газди, управувачки менеджмент, може би уште некој израз има за новите луѓе кои се подготвени да влезат во Вардар и да ги исчистат долговите кои сега се некаде неофицијално 4,2 милиони евра или 2,5 милиони наследени од претходниот газда и натрупан долг од 1,7 милиони евра, кој е многу симптоматичен да создава фирма која е со блокирана жила сметка нов долг. Тоа е малку правно гледано или финансиски сметководствено гледано, да не речем ревизорски дискутабилно, меѓутоа не е сега тема на нашата емисија. Тема е дека овие луѓе кои се тука, кои на некој начин имаат и конкретен интереси, кои треба да се обидат да го решат ово, или треба да знаат дека секој чекор треба да биде регулиран, координиран, на некој начин да се бара амин, согласност, поддршка од навивачката група комити, од оваа гарда на навивачи кои гинат за Вардар. Мислам дека таа мртва стража дава силна порака за сите кои се сега на прагот на Вардар да му помогнат и не се сомневам дека голем дел, можеби сите тие имаат искрени намери. Дај Боже да биде така, да се најде решение. Во оваа конотација, оние кои сега се на некој начин во Вардар, пред се човекот кој некако срамежливо сака да го врати клубот таму каде што го земал и да остави милионски долгови, мислам дека и тоа тешко ќе помине така како што некој го замислува. Да не кажам неговата изјава дека помошното игралиште на Вардар не било предмет на разговор кога го преземал клубот, тоа извините воопшто не држи. Нашите истории ќе одат и во таа насока секако во продолжение. Да се вратиме на мртвата стража на комитите. Тоа е интересното во овој момент, тоа е она што треба сите да го знаат, кои се сега во Вардар, околу Вардар и кои на некој начин сакаат да ги стават своите нози и раце и да го препливаат Вардар и да му помогнат. Ова позади мене е нашето Скопје, срцето на Скопје, кое чука во црвено-црвениот ритам на Вардар. Овде во овој град се родиле, пораснале и работеле многу познати личности во интерес на Вардар, кои ги прославиле неговите бои и се дел од неговите успеси, дел од неговата историја. Во тој контекст, моето прашање, мојата дилема е дали Скопје го има скопскиот Звездан Терзич. Тој е господинот од Белград кој 2014 година ја спаси Црвена Звезда од банкрот и кој опонираше и застана со своја теза, со свој правила на игра, кога овластените ревизори прогласија дека Црвена Звезда Белградска мора да банкротира, не може да го врати долгот од тогашни 64 милиони, а Црвена Звезда според сите пресметки можела годишно да заработува 8 милиона евра. Значи требаше 8 години Црвена Звезда да работи за да го врати тој долгот. Кај Вардар ситуацијата не е таква, само прашањето дали овој град, наш град, оваа наша светлост, ова наше Скопје ќе ја најде таа личност, ќе ја изроди таа личност да може овие 2,5 милиона евра или овие 4,2 милиони евра да се вратат, да се анулира тој долг и да се направи една екипа, еден тим, апропо како што Белградска Црвена Звезда го направи тоа пред 8 години и да може Вардар да почне да произведува пари, да биде фабрика
за производство на финансии, да не стравува, да не се моли на никого, туку самиот да направи ситуација самиот да се издржува. За оние кои се помалку патени, тоа е една нова серија на белградските медиуми, почната да се емитува пред можеби 3-4-5 дена, не повеќе, и која ќе оди во продолжение, која лично мене многу ме асоцира на актуелната ситуација во Вардар, каде што очигледно има излез и каде што очигледно комитите со својата мртва стража потврдуваат дека нема да отстапат од тоа и дека до крај ќе се борат за спас на клубот, за застанување на здрави нози на клубот, за враќање во првата лига и за правење на Вардар на клуб кој ќе произведува кадар, фудбалери, играчи, кој ќе прави пари, кој ќе може сам да се издржува и клуб кој ќе ги врати своите објекти, она што е негова собственост, дадена некаде уште 1949 година, каде што постојат одредени документи како помошник игралиште на Вардар се дава на фудбалскиот клуб Вардар. Но за тоа потоа актуелна е, ќе повторам и така ќе завршам како што почна, мртвата стража на комитите кои како жив штит стојат пред клубот, пред играчите, пред се и настојуваат да му донесат подобро утре на клубот, да го извадат од оваа безизгледна финансиска состојба и да не дозволат манипулација кога се во прашање неговите долгови, неговата финансиска добиоза и сето она што треба да се направи Вардар да застане на здрави нози. Во таа насока, во тој контекст, внимавајте на таа мртва стража на комитите, почитувајте ја, респектирајте ја. Тоа се сериозни личности, тоа се сериозни карактери кои го сакаат клубот и кои му мислат добро на клубот и нема да подлегнат по никакви притисоци, туку ќе се борат за доброто на клубот со сите оние кои исто така му посакуваат добро на Вардар, меѓутоа треба да го докажат тоа и да го покажат и целата оваа голгота да се заврши. До тогаш одиме напред, како што рековме низ разговорот со нашиот популарен селектор некогаш Нандон Дончевски. Вардар е подобар од Гостивар, меѓутоа не ја победи. Воска спорт, гледајќи ја табелата, е подобар од Вардар, гледајќи ја табелата. Тоа не значи дека ќе го победи Вардар. Вардар има играчки кадар, има потенцијал да се спортистави и да постигне добар резултат во недела кој ќе не однесе кон нашата цел враќање во првата лига. Ги спрема првотипците, вика 8 души комити да ми влезат натре у кабина. И фудбалерите, војводите и комитите беа. И им вика, вие ќе помагате, а вие ќе играте за сите нас.